Добро вечер. Во нередна политичка анализа, уште малку една недела од почетокот на светското првенство во фудбал, и на почетокот мора да истакнам дека сум исклучително задоволен. Презадоволен од тоа како помине интервјуто со Стефче Екимовски. Две пораки се извлекувам од тоа интервју. Под број 1, верната публика на емисијата во Центар, па и самиот алгоритам на YouTube каналот Васко Ефтов, покажува дека публиката е многу повеќе, па и самиот YouTube се многу повеќе заинтересирани за некакви домашни подкасти, домашни интервјуа, во трајање 1 сат и 35 минути до 2 часа и 30 минути, дури имаше некои интервјуа подолги од 3 часа. И под број 2 дека публиката сака домашни интервјуа. Во неделата имаше фудбалски надпревар Холандија и Јапонија, почна во 22 часот, во текот на цело време на трајање на емисијата со Стефче Екимовски, ние бевме поклопени со фудбалски надпревар на светското првенство фудбал. Јас ја гледав Холандија, сакам да ја гледам Холандија, не е фаворит за освојување на светското првенство фудбал, меѓутоа секој сум го сакал тој холандски фудбал. Сега се некоја 5-та, 6-та, 7-та репрезентација, максимум да влезе четвртфинале, евентуално полуфинале. Така што интервјуто Стефче Екимовски досега, додека емитуваме вонредна политичка анализа, е гледана некаде околу 60.000 прегледи, и има посилен интензитет, да речеме од интервјуто со истиот Стефче Екимовски некаде јануари-февруари оваа година, тој има околу 98.000 прегледи, како што сега стојат работите и ова интервју ќе има некаде 97-8, можеби повеќе од 100.000 прегледи. И тоа покажува една фасцинантна, да речеме, посветеност на гледачите на емисијата во Центар, како ми пишува дека одеше емисијата, гледале фудбал со исклучен тон, гледаат во исто време фудбал и го гледаат интервјуто со Стефче Екимовски или емисијата во Центар. На почетокот би сакал една работа, да ја сватиме како замолница, меѓутоа како некоја предикција, како одредена најава. Сите информации кои ги имате со поранешниот премиер Димитар Ковачевски или популарниот Таче, дали станува збор за тоа како добил отказ во А1 Телеком во Република Македонија, колку со голем знак на прашалник се точни информациите дека станува збор за мобинг, дали поради тој извештај може бе уценуван од тогашната опозиција, сегашната власт во Република Македонија. Што е точно со истрагата на обвинителството за одредени плацеви, за одредени трансакции, одлуки на владина седница која води Артан Груби поврзани со близок роднина на поранешниот премиер. Димитар Ковачевски Таче помалку наликува на машка цицка, односно машка града. Постои, но е нефункционална. Е таква машка града, која постои, не е функционална, освен ако не сте развиени како мене, па можете да покажувате. Таква машка града станува, односно машка цицка, станува премиер, станува лидер на тогашната најсилна политичка партија во Република Македонија. Јас сметам дека во последните 15 или 20 години двете најголеми штети кои се направени на Република Македонија се Никола Груевски и неговиот модел на деисторзија на системот во Република Македонија. Од образование, политички систем, односи внатре во општеството, карање на леви, десни и така натаму. И ова кое сега се случува само е надградба и проширување на тоа што го правеше Никола Груевски. И под број 2 тој Димитар Ковачевски Таче, бидејќи во деловите на десницата има такви искуства, кога човек се вади од нафталин, се вади од никаде и се поставува да биде начело на ВМРО-ДПМН, но во делот на левицата тоа никош не било случај. И Бранко Црвенковски, и после Бранко Црвенковски, Радмила Шекеринска, Владо Бучковски, па дури и Зоран Заев, мачно го имат поминато целиот тој процес. И имат поминато целата таа траекторија, за да стигнат од дел на раководството да бидат прв човек на таа политичка партија. Со исклучок на Димитар Ковачевски Таче, кој е падобранец во целиот случај, како залутен германец во целата таа приказна, така што сите информации кои ги имате за Димитар Ковачевски, би ве замолил да ми ги доставите, за да можеме да ги објавиме не во емисии за мембари или мембарси, на рилови, на сториња, да го направиме под број 1 популарен и второ да го расцветаме ко косовски божур. И кога ќе пратите таква порака, прво праќате порака дека нелојалноста и некоректноста секогаш се казнуваат. И вие не можете да избегате од нелојалност или некоректност. И под број 2, на секој треба точно да му го покажете местото. Ако тоа не го направите, тогаш правите стравична грешка, бидејќи тие ќе сватат дека може да продолжат тоа да го прават. За да не продолжат тоа да го прават, мора точно да им покажете и каде им е местото и каква цена треба да размислат
или да го има тоа во процес на размислување, каква цена ќе платат, ако не почитуваат два базни принципи кога станува збор за новинари од формат на Васко Евтов: почитување и коректен однос. За вечерва планиравме 3 теми да вклучиме во вечерашна анализа. Едната за Украина и за Молдавија, втората е за Бугарија и третата, која веројатно ќе ни донесеше 200-300 нови мембарси на емисијата во центар, тоа е зошто е пензиониран Соте Лукровски. Бидејќи јас никогаш не сум трчал, барем во овие вонредни политички анализи, за одреден сензационализам или за бројки, или како тој домет или бројки да бидат зголемени на овој канал за мембарси, YouTube каналот Васко Евтов. Ние ќе почнеме со ова што се случи Украина, Молдавија, па ќе продолжиме со Бугарија, па кој има време ќе го третираме Соте Лукровски. Знаете, во основа, без разлика што јас знам како да се прават добри емисии, а никогаш во наводници не сум нел како да ги продадам или како да заработам од тие емисии на YouTube каналот Васко Евтов. Меѓутоа, YouTube каналот Васко Евтов плюс евентуално Сител телевизија се двата сериозни информативни канали и проекти во Република Македонија кои се финансиски самоодржливи. Сител веројатно поради турските серии, делумно поради некаква близина со политички субјекти, политички партии, останатите информативни канали, портали, така натаму и така натаму, од прв до последен, зависат од парите на политичките партии во Република Македонија. Ние имавме снимање Босна, имавме снимање Србија, имавме снимање во Хрватска, патуваме со возачот, кој во исто, односно со снимателот, кој во исто време е возач, вториот член на екипата сум јас, кој повремено вози, третиот член, тоа не се случува често, беше мојата сопруга, беше тешка некоја маршрута, требаше се наоѓа патиште, така натаму и така натаму. Што рече дека сите трошоци се сведени на минимум. Другите канали, другите екипи прво не снимат во странство, второ одат со авиони, трето одат со екипи 5-10 луѓе кои се вклучени во тие екипи. Например, кога пред некои 15 години, тогаш беше председател на Република Словенија, снимавме интервју со Милан Кучан, Шпела Фурлан, мислам дека се каше неговата представничка за односи со јавноста, ни се јави и рече: ние ви предлагаме да резервирате соби во 2 или 3 хотели. Беше Унион, беше Слон и не знам кој беше третиот. Лав, мислам дека беше третиот хотел. И ние вели, ви предлагаме, ако имате повеќе од 5 соби, можете да имате попуст од 20% на собите, ако имате повеќе од 10 соби, може да имате повеќе од 30% попуст. После вас вика доаѓа Рај Уно да снима, ангажираше или резервираше 12 соби. А јас во Словенија снимам со ангажиран снимател во Љубљана, ангажиран на 2 или на 3 часа, и тој интервју со Милан Кучан беше подобро од интервјуто кој Милан Кучан го имаше дадено за Рај Уно телевизија. Што рече дека, знаете, не светка и не победува светнатото или блескаво оружје во рацете на новинарот, туку победува, нели, идеја, мисла и начин како тоа ќе го реализирате. Ова е за почеток, ајде да продолжиме со Молдавија и со Украина, бидејќи тоа е суштинскиот процес кој ќе определи во кој правец ќе се движи Европа. Дали Европа ќе се стабилизира, ќе влезе во еден процес на хомогенизација и дали Украина всушност ќе биде главниот воен фактор на една идна обединета Европа, а како што сега стојат работите, се се чини дека Република Македонија и нема некое прибежиште кон некоја таква нова Европа. Еве како изгледаше објавата од пред 2, односно 3 дена за Украина и за Молдавија, дека сите европски држави се согласиле да ги почнат преговорите со Молдавија и со Украина. Ите, тоа е една стравична порака. Некако од короната навамо, иако и претходно постојат такви анализи, муабети, шпекулирање и така натаму, меѓутоа после короната почна или се интензивира, па дури до точка на вриење, дојдоа сите тие муабети, дека само што не се распаднала Европската унија. Еве сега, не знам, Словачка, па не знам, Унгарија на Виктор Орбан, можеби сега Бугарија на Румен Радев и така натаму, ќе направат се да дојде до пукање на Европската унија. Па имаше едно европско првенство во фудбал, тоа беше во оној период на обединување на Европската унија, кога дојде до одредени конфликти помеѓу навијачите на една на друга европска држава, нели тоа секоја се користеше како одредена подложка за анализа дека нема шанси да биде обединета Европска унија. И сега доаѓа овој ладен туш за Република Македонија или за власта на ВМРО ДПМН, Украина и Молдавија ќе ги почнат преговорите со Европска унија. Гледате, две полуфункционални, полунефункционални држави, држави на стаклени
нозе, бидејќи немаат контрола на целата своја територија и прашање дали некојаш ќе имат контрола на целата своја територија. 2012-2013 година јас снимам и во Молдавија и во Украина. Поминувам по една недела Молдавија, една недела во Украина. И има 2 емисии, 3 емисии кои можете да ги најдете, плюс ова една емисија за Чернобил која можете да ги најдете на YouTube каналот Васко Светов, каде што де факто анализирам што се случува во тие две држави. Ете, интересно е тоа патување од Молдавија до Украина, кој треба да заврши во Севастополь и на Јалта да снимам интервју со градоначалникот на градот Јалта. Молдавија, например, нема контрола барем на 1/5 на својата територија, тој е Приднестровје. И вие кога од Кишинјев, например, Кишинјев, кој има Мекдоналд за разлика од ова, во наводници, Вукојебина, како главен град на Република Македонија, кој нема ништо. И кога одите у странство, прво што се враќате сте запрепастени како назадуваме и како се зголемува со геометриска прогресија, тој јас, таа дупка помеѓу главниот град на Република Македонија, а разликата помеѓу главниот град и останатите градови во Република Македонија се голема, со уште поголема геометриска прогресија. И овие главни градови не на најважните европски држави, туку на овие споредни европски држави, Источна Европа, Западен Балкан и така натаму и така натаму. Значи ние тргнуваме од Кишинјев, каде што имаме неколку дена интервју. Тоа е една сиромашна држава. Во тој временски период пол од населението говореше на романски, значи молдавски јазик, и половина говореше на руски јазик. Кирилица, латиница, значи една расцепкана држава, плюс Приднестровје, 1/5 од територијата која е под контрола на поранешната советска армија, генералот Лебед и така натаму и така натаму. И таа територија Приднестровје се користи за складирање на оружје, за шверц на оружје. Нема дестинација на светот каде што поранешното советско оружје од таа територија не е продадено, не е транспортирано, дали Грузија, дали Блискиот Исток и така натаму. Така натаму, трговија со бело робје, со млади девојки и со деца, и на моje големо изненадување највисок процент на самоубиства на малолетни лица. Значи, таква една растур држава, која за волја на вистината има првата интернет револуција некаде 2008-2009 година, значи 1 или 2 години пред нашето доаѓање снимање во Молдавија, имаше прва интернет револуција, кога се руши прорускиот или просоветскиот режим и се заменува со некоја плурална демократска структура на Молдавија. Значи, тргнуваме од Кишинјев и треба да стигнеме преку Одеса до Севастополь. Севастополь е центарот на Црноморската флота, значи тоа е главното руско упориште на територијата на Република Украина, или денешна Украина. Поминуваме преку Приднестровје, не застанува полиција и вели не можете да продолжите, бидејќи не е меѓуграничен премин. Ако нема меѓуграничен премин, не можат на оној документ за опрема, телевизиски камери и така натаму да ви стават печат и вие со тој документ да се вратите во Стопанска комора на Република Македонија, да можете капарот кој го ставате некаде околу 1000-2000 евра, оставате капар, плаќате околу 200 евра, за да не ја прошверцувате телевизиската опрема. Одите таму да снимате, тие нели размислува дека може да ја продадете или да ја прошверцувате. Говорам за Стопанската комора на Република Македонија со господин Бранко Азевски. Ние се враќаме назад преку Кишинјев, го заопиколуваме Приднестровје. Тоа е еден мал дел тамо на Украина, каде што Украина излага доле, најјужно на Црното море. Например, Молдавија не излегува на Црното море, излегува Украина. Кога поминувате тој дел, стигнуваме до Одеса и преку Одеса доаѓаме до Севастополь, стигаме некаде околу 4-5 часот наутро. Што сакам да кажам? Намерите на Путин и на руската армија да ја заземат Одеса не од никакви XY причини, лукративни причини, туку од драматично геополитички причини. Тоа е едно мучуришто земјиште, каде што граничи нели пред да влезите на Крим, и вие ако не ја контролирате Одеса, ви се става под знак на прашалник или под една сериозна загроза да не може да го контролирате Крим, полуостровот Крим. И во таква ситуација полуостровот Крим може да ви се претвори во одреден носач на авиони кој има тежок пристап до вода, до струја, до намирници, така натаму и така натаму. Ако Кречки мост го сруши украинската армија, тогаш Путин нема како да ја снабдува територијата на Крим или руското население кое останато на Крим. Што сам да кажам? Дека после овој почеток на преговори на Украина со Европската унија, Украина ќе биде најфункционалната воена сила во рамки на идната Европска унија.
Иако Европската Унија некаде 2012, 13, 14 година се уште Ангела Меркел и така натаму, и тогашните Соединетите Американски држави размислуваја да отворат војна во Украина и со помош на украинската армија во која се инвестира пари, средства, оружје и така натаму, да ја држат во шахмат ситуација руската армија и Владимир Путин, сега ние доаѓаме до една точка кога се прават одредени анализи, се вели ако се трни настрана американската армија, во структурите на НАТО, евентуално британската армија и турската армија која е најбројна и најсилна може да бидат функционални за одредено оперативно делување во војни така натаму. Во сегашната фаза, мислам дека турската армија се плаши од руската армија, се плаши од украинската армија, бидејќи се тие функционални армии кои се градени во 4 годишна војна. Гледате, украинците сега, да не глумам некој воен експерт, украинците сега влегуваат во една сосема нова фаза на војување. Дронови, или до километри, нападите на територија на Руската Федерација, напади на територија на Москва. Не така потреба ова војна уште 2 или 3 години, а тука веќе човечкиот фактор не е пресуден, бидејќи во оваа фаза на војување се војува и без човечки фактор со одредени типови на дронови така натаму. Украинската армија која применува модерен начин на војување, всушност ќе биде таа крајна, тоа што е била и задачата крајна која ќе граничи со Руската Федерација, и таа ќе биде првата воена тампон зона која ќе ја брани Европа од евентуална руска агресија. Така што стратегијата на Доналд Трамп дека треба да ја клекне Европа, да ја направи Европа зависна и така направена зависна Европа за да ја брани од Руската Федерација, мислам дека се менува сега полека наративот дека украинската армија ќе биде таа тампон зона, всушност истренирана војска, армија, воена структура која ќе биде првата брана на евентуално руско навлегување на територија на Западна Европа. Така што влезот на Молдавија и влезот на Украина и почетокот на преговори со Европската Унија, значи не само шамар за овие балкански држави, кои ги потроши овие 33, 34, 35 години. Гледате, таму има војна. Нема контрола на цела територија, а луѓето со акламација, со воодушевување го пречекуваат почетокот на преговори со Европска Унија и во Молдавија и во Украина. Во 2 изборни циклуси во Молдавија и председателски парламентарни избори, Маја Санду кој дојде на чело на таа партија во Молдавија, а подосна премиер и председател на државата во исти период кога доаѓа Христо Мицкоски на чело на ВМРО, мислам дека тоа сум ви објаснил во една водмерна политичка анализа, па мислам дека во Хелсинки или некаде тамо во Северна Европа е првото нивно појавување како лидери на десно-христијански партии во Молдавија и во Република Македонија. Та прави се да ја приближи Молдавија до Европската Унија, поминува низ Циле и Харибди, со силно присуство, воено присуство, значи не опозицијско, не политичко, воено присуство на територија на Молдавија во Приднестровје, Украина 1/4, тие 4 региони, Запорожје, Херсон, Лугански и Донецк, се под контрола, барем 80-90% на руската армија, и тие прават се да влезат во Европската Унија, а овде ако спомните Европска Унија, вие сте предавник и петта колона. Гледате, тоа е наративот. Ако ве како вели овој Кенан Црнкич, зависи кој волк ќе го храните. Ако го храните волкот кој ќе ве прави нестрикни, ќе ве кара со сите така натаму, вие не можете да очекувате тоа да не се случи. Но ако храните некој друг волк, фигуративно кажано, тогаш може да имате одредени резултати. Ова е текст Директ 36, унгарски портал. Текстот е на англиски јазик, подолг текст, ќе ви треба веројатно 30-40 минути да го прочитате, да го анализирате. Меѓутоа, ако сакате да разберете што се случи во Унгарија и што всушност се случува во тој тип на режими, од типот на Виктор Орбан, како се поразени, што се случува зад завесата, мислам дека треба да го прочитате овој текст. Еве како изгледа, мислам дека можете да видите. Директ 36, некаде 4-5 јуни беше објавен тој текст. Го пратив на неколку луѓе, може го прочитале, може и не го прочитале. И тоа што е суштината кратко, значи во 1-2 минути ќе ви објаснам што е суштината на целата таа нарација, за да може да разберете што случи во Унгарија, што може или не може да се случи во Република Македонија. Виктор Орбан доаѓа на власт 2010 година, е напушта власта 2002 година и мислам дека се враќа некаде 2010 година, плюс минус некој месец. 4 години, че ако ги делите изборните циклуси на 4 години, 2010, па 2014, па 2018, па 2022, па 2026 година.
Првиот мандат, значи таму има одредена стратегија 80-20. Да се обраќаат на одредена публика, 80% таа публика да биде потенцијален гласач на партијата на Виктор Орбан, а 20% да биде потенцијален гласач на опозицијата или на противниците на Виктор Орбан. 2010 година тој мора да избере одредена тема на кампањата. Темата на кампањата 2010 година се претходните 8 години, кои овие леви политички, либерални политички партии, нели про-Сорос политичките структури во Унгарија, ги потрошиле и не ја воделе во вистински правец Република Унгарија. Значи, првата тема на кампањата 2010 година и врз база на таа тема победува Виктор Орбан е како левите или либералните структури ја уништија Унгарија и направија се таа Унгарија да биде девастирана и така натаму и така натаму. Тоа се про-Сорос структури. Нешто слично вие гледате и во Република Македонија. 2014 година воек е она експанзија, мигрантска криза, по овие огради кои се градат на македонско-грчка граница, ноу-хауто на тие огради е Виктор Орбан кој ги носи тука во Република Македонија. Па се ангажираат унгарски фирми, па гради така натаму и така натаму. Значи мигрантската криза е темата на која се мобилизира антимигрантска криза во рамки на Република Унгарија. Убедливо победува Виктор Орбан. Па 2018 година темата е пониски даноци. Повторно убедливо победува и кога веќе се гледа крајот на владење на Виктор Орбан, него му доаѓа една награда, во наводници награда, во форма на војна во Украина, која е 2022 година, и целата кампања 2022 година, кога победува Виктор Орбан безмалку со двотретинско мнозинство во унгарскиот парламент, темата е војната во Украина, граничи Унгарија и Украина. 2026 година се менува наративот. И тоа е суштината на овој текст. И јас сакам неколку поенти на тој текст и на таа анализа, одлична, феноменална анализа, мислам ако имате време да ја прочитате. 2025 година оценуваат во партијата Фидес на Виктор Орбан дека не може да има тема, дека не можат против Петар Маџар да најдат одредена тема, како што е миграција, војна во Украина и така натаму и така натаму, и врз база на таа тема да мобилизират и гласачи за партијата Фидес и антигласачи за партијата на Петар Маџар. Плюс тоа се случува нели победа претходна 1,5 година или 1 година претходна на изборите во Америка на Доналд Трамп и се оценува партијата Фидес дека треба да се смени наративот, да се персонализира кампањата. Значи не да се одбере одредена тема, туку да се персонализира кампањата и таа изборна програма на партијата Фидес, Виктор Орбан да има ролјата на Доналд Трамп. Се менува шефот на изборната кампања и почнува Виктор Орбан да шета во на комбени со Унгарија, да коли свињи, да е тој присутен, никој друг да не е присутен, тој да ја персонализира целата таа кампања. При тоа прави два сериозни системи, едниот сериозен систем нели да го следи него, а вториот сериозен систем да го следи Петар Маџар. Да ги следи сите негови интервјуа, да види што ќе каже за Украина. Знаете, ако тој каже дека војната во Украина е руска агресија или даде некој позитивен сигнал за Зеленски, така натаму и така натаму, тоа што ова црна кампања на Виктор Орбан да го направи сарма, предавник еве со Зеленски, сака да ја подгрее војната, е загрозува Унгарија и така натаму и така натаму. И 6 месеци го анализираат секој интервју на Петар Маџар и не наоѓаат ниту една точка погрешна според нивниот синопсис и ракопис кој може да го искористат во црна кампања против Петар Маџар. И под број 2 велат, тој е толку присутен на Фејсбук и на социјалните мрежи, а единствено тамо партијата Фидес нема контрола, има контрола на портали, контрола на радија, контрола на мејнстрим медиуми, на телевизија, така натаму и така натаму, тој му се протнува. Се обидот во последен момент да му закачат етикета дека е лево ориентиран Петар Маџар, а ако сте лево ориентиран во Унгарија, како и во Република Македонија, вие сте про-Сорос структура, и ако сте про-Сорос структура, по дефиниција сте непријател не на Виктор Орбан, туку на унгарскиот народ и на Унгарија, и кога тоа не успева да го направат, крахира целата кампања на Виктор Орбан. Се расура како кула од карти. Бидејќи Маџар говори за ЕУ и говори за корупција. И ајде да се вратиме сега во Република Македонија. Зошто СДСМ не може да говори за ЕУ и не може да говори за корупција? Христијан Мицкоски, ВМРО ДПМН, колку да се силни, колку да се способни, не може да ги контролира темите, но може да ги девастират гласноговорниците на тие теми. Ако го девастира тој што говори за ЕУ и го наречат петта колона
или го наречат предавник, тогаш вие не разговарате и не размислувате за тема Европска унија. Што добива и што губи Република Македонија, тук покажувате со прст, тоа е предавникот, па погледнете ги сите овие провладени медиуми, портали, телевизии, провладени трабанти кои учествуваат во дебатните емисии, почнуваат, првата реченица е: опозицијата е петта колона, поддршка на Бугарија и прави се да биде разнебитена тврдата, цврста, принципиелна македонска позиција во преговорите со Бугарија. Значи петта колона и предавници. И под број 2, како вие ќе говорите за корупција и за криминал, а тоа е втората тема која Петар Маџар ја баштини во кампањата во Унгарија, кога синоним денес за корупција во Република Македонија. Точно или неточно е, тоа е тотално небитно, но наметната перцепција не е Сашо Мјалков, не е Јордан Камчев, не е Никола Груевски, те се жртви на специјално јавно обвинителство и на претходната влада на Зоран Заев. Синоним на корупција е Зоран Заев, а Зоран Заев го поврзува со Венко Филипче. И кога ќе ви ги земат двете теми, не ви ги земат бидејќи тие теми не се битни за македонците, туку ги девастират гласноговорниците на тие теми, тогаш опозицијата и нема маневарски простор како да се спротивстави на Христан Мицкоски и на македонската влада. Во такви услови имате one man show. Еден човек одлучува за вашата судбина и еден човек ја тргува вашата судбина. И вие сте немокни ништо да направите. И на крај ќе дојди такво СДСМ и наместо кај нив да ги побара грешките, ќе во обвинува вас дека вие сте виновни, дека пред 2 години ви излажал Христијан Мицкоски. Знаете, прво, не може да пратат пораки, второ, не може да направат лабинска анализа, рамнотежа и расчистување во внатрешните редови, и на крај вие сте им виновни што вас ви излажал Мицкоски и вие сте му дали на вербата на Мицкоски. Знаете, во такви услови задачата на македонската опозиција е драматично тешка и ако нешто не направат, мислам дека ќе биде невозможна мисија. Еве, ова е пред еден ден. Може да го погледате. Слободен печат, изјава на Мицкоски, без разлика што е слободен печат, не може да се дозволи, нели, погрешно интерпретирање, сериозен медиум не може да се дозволи погрешно интерпретирање на изјава на премиер на македонската влада, Мицкоски за најавените преговори на ЕУ со Украина и со Молдавија. Значи, тежок удар за Мицкоски, го прашуваат новинарите што мислите господине Мицкоски за почетокот на преговори на Европска унија со Молдавија и со Украина, и тој вели кај нив, мисли на Украина и на Молдавија, опозицијата не работи против своите граѓани. Затворен цитат. Значи, бидејќи опозицијата во Украина и Молдавија не работи против собствените граѓани, чите и против собствената влада, бидејќи тој што ги представува граѓаните Мицкоски, тој ги представува сите, ги застапува, само тој одлучува и така натаму и така натаму. Значи, виновна е опозицијата во Македонија што власта не ги почна преговорите со Европската унија. А каква опозиција има во Молдавија и во Украина? Во Молдавија не им беше дозволено на проруските молдавци кои работат на територија на Украина, во оние руски делови на Украина или на територијата на поранешна држави на Советскиот сојуз, да се вратат и да гласат на парламентарни и на председателски избори во Молдавија. Значи, тие драматично расчистват со проруските структури. Таму опозицијата не е про-ЕУ и про-НАТО, туку е про-Москва и про-Кремљ опозиција. Во Украина немате избори од пред 6 години, од кога почна војната. Избран е Зеленски и тамо десантот или агресијата, инвазијата руска требаше да се случи преку аеродромот во Киев и да биде инсталиран кумот на Владимир Путин на чело на украинската држава. И тамо опозицијата ви е про-Кремљ и про-руска опозиција. Знаете, и кога така ќе ви ги постават работите, вие се наоѓате во еден таков идеолошки, културолошки, интелектуален сендвич, ве клацкат како Кока-кола, вие тешко може да разлачите што е точно, што не е точно, но ако 3 пати на ден, дали на отварање на центар за стари лица, дали на некаква друга манифестација ви го кажа тоа премиерот, и вие во момент рече, видите, тоа може да е точно. Сакам тука во ова политичка анализа да кажам збор или два, тоа е прашање кое не се третира во Република Македонија. А јас мислам дека тоа е клучно прашање кое нас може да ни послужи да разбереме зошто токму во Македонија се случува така процесите. Значи, не е виновен ВМРО ДПМН или историското ВМРО. Историското ВМРО е многу јасно идеолошки, историски, политички и секако друго дефинирано. Мислам дека проблемот е во таа како се нарекува црвена буржуазија или припадници на
пониското и на повисокото раководство на комунистичката партија или на комунистичката номенклатура во Република Македонија и нивните деца. Ми се чини дека 48-49 година процесот на идеолошка диференцијација, дали сте за Сталин и за Информбирото или сте за Јосип Брз Тито, не е до крај спроведен. Да, завршува луѓе на Голи оток и сега ќе слушате приказни завршувале поради македонизмот, завршувале поради демократија, поради хрватска држава, поради српска и така натаму и така натаму. Не. Завршува во најголем дел 99% бидејќи беа проруски, просоветски и про Јосиф Висарионовиќ Сталин ориентирани. Знаете, имаше едно здружение на голооточени во Република Македонија. Знаете ли кој беше председател на тоа здружение во еден временски период на голооточени во Република Македонија? Таткото на Мирјана Најчевска, Хелсиншки комитет. Гледате, во наводници најпроамериканската, најпрозападната, најпродемократските права структура во Република Македонија, керка на човек кој е начело на Здружењето на голооточени. И тој се борел, нели, како македонски националист. Сите, нели, тие се борат како македонски националисти. Па го имате Денко Малевски. Татко му е пишува химната на Република Македонија. Па во интервју за емисијата во Центар вели: татко ми кажа дека Лазо Колишевски му рекол што тој бугарин, мисли на Гоце Делчев, нашол место во македонската химна. Мртов е Лазар Колишевски, мртов е таткото на Денко Малевски, но Денко Малевски нас ни кажува дека Гоце Делчев бил бугарин и ни праќа илузија дека нема потреба да биде во македонската химна, бидејќи татко му кажал што му кажал Лазар Колишевски, дека тој бугарин не требал да има место во македонската химна. Имате Солза Грчева, внука на Ацо Шопов, Очи, едно од најубавите поеми во македонската литература. И таа црвена буржуазија, гледате, не е диференцирана. Тие нивни внуци, деца и така натаму, после 50-60 години молк ве изникнуваат како кичиња, не кријат дека се, кај Најчевска тоа не може да се дефинира, нели да бидеме реални, меѓутоа отвараат теми кои се конфликтни теми во македонското општество. Бугари, албанци и така натаму. Кој ги отвара тие теми? Па прокремал структурите на Балканскиот полуостров, тие одат на конфликт во Република Македонија. Па што кажува Лавров во Руската дума? Македонија ќе се подели на албански и на бугарски дел. Тоа е пораката. И овие структури или деца, што би рекол Миломир Марич, на црвената буржуазија, кои 48-49 година поминуваат под радарот, се прикрива дека се проруски, про-Москва, про-Сталин ориентирани, тие ви се сега во сите политички партии, еден огромен дел, да не речам најголем дел, се во структурите на ВМРО-ДПМН. Тие негуваат руската агенда. Не денес, 60 години, 80 години негуваат руската агенда. Го преживеа Информбирото, не завршија нивните родители, дедовци, баби на Голи оток и сега може слободно, во слободна Европа, да прокламира про-руска, про-клемар политика или да ви пласират такви тези кои вас треба да ви направат таква идеолошка шашма во главата, што многу посериозно јавно мислење од македонското тешко ќе може да се справи со тоа. Најде на крај да завршиме со еден настан. Значи, Бугарија имаме таму ексклузивни информации што планираат бугарите тука во Република Македонија и делот за Соте или Сотир Лукровски ќе оставиме во наредните вонредни политички анализи. Ајде да завршиме со еден цитат на колешката Јорданка Јоци-Ивановска. Не се знаеме, некои работи ги погодува, како и секој новинар, некои работи ги промашува, меѓутоа мислам дека во конкретно случај точно има погодена една работа. Таа пишува пред еден ден, еве некоја нотификација на Facebook, па да не ми избега тоа што е напишено. Нормално, како и што предупредив, а ретко кој свати колку е тоа сериозно, говорот на омрази и ксенофобија кон Бугарија, кон Радев и кон Јотова, кој први тоа во етер го фрлија како молотов коктел двајцата лудаци под закрила на ЗНМ, денес ескалирал по само 2 дена. Си мисли на она, покажување на среден прст на колегите од Инфомакс, популарниот Мечка и популарниот Мичо. Сега Јорданка Јоци-Ивановска, која е очигледно блиска до власта на Република Македонија, да не речам блиска до премиерот Христијан Мицкоски, ја испраќа пораката, гледате, кој е тоа салто мортале. Значи, Инфомакс 1,5 година, 2 години, инвестира во про-СДСМ, про-опозицијска политика, про-ДУИ политика и така натаму. И многумина од вас доаѓа тука и ме прашуваа зошто не се сака со нив,
зошто не гостуваш кај нив, зошто не ги каниш во емисија и така натаму. И така натаму јас не одговарав на тоа. И сега истите доаѓаат викат треба да ги нападниш, треба да кажеш, а јас го мислам истото и тогаш како што го мислам истото и сега. Гледате, се случат избори во Карпош, губи власт Евче Екимовски, се случат избори во Скопје, губи власт Даниела Арсовска, се случува расчистување на односи на СДСМ со колегите од Инфомакс и останува дупка. Дали е тоа само идеолошка дупка, дали е финансиска дупка, вие сте доволно паметни самите да претпоставите, и одеднаш имате драматично приближување на таа структура, која секогаш важела про Груевски структура, про Даниела Арсовска структура и така натаму, до политиките или до стоелиштата на ВМРО ДПМН. И одеднаш тоа толку ескалира, што на бранот на антибугарска хистерија во Република Македонија, како велат каде сите турци тамо и гол Асан, тие сака да бидат начело, значи не да учествуваат, тука да бидат начело на колоната, начело на процесите и покажат среден прст. И тоа го чека Христан Мицкоски и преку ова што се пише, тој ги пушта низ вода. Се нефункционални, ги вада дека се на платен список или некој од нив примат одредени донации од Македонска лотарија, како што претходно примале, не знам, од градот Скопје, како што претходно примале од вамо или од тамо и така натаму и така натаму. Кога ќе влезете во конфронтација со одредена политичка структура и кога ќе потрошите 1, 2, 3, 4 години на конфронтација со таа политичка структура, вие не можете да претпоставите дека сте толку битни, толку важни, дека ќе се вратите назад, тамо ве чека Геровски, ве чека Латас, ве чека Лјупчо Златев, ве чекат, не знам, овие француски пудлици на Боки 13, ве чека ТВ Алфа, значи структури кои го поминале процесот на опозиција, останале во наводници до гроб верни на Христан Мицкоски, сега се враќаат овие од Инфомакс и веќе ги дочекаат со кафе, со шекер, со вода, како што ги дочекува германците или партизаните во Белград, во Загреб или тука во Република Македонија. Така што во еден момент се враќаат, сакаат да покажат дека се како поголеми турци од самите турци, покажуваат среден прст и ги пуштаат низ вода. Сега се нефункционални. Сега тие ќе се главни за раздорот во македонско-бугарските односи. Пораките ќе им ги праќат или колешката Јоци или некој друг. Така завршат одредени процеси, така што кога ќе влезете во одредени напагање, дали СДСМ, дали ВМРО, дали било кој, немојте на сред пат да се вртите назад или на сред море да се вртите назад, бидејќи пола пат ви останува напред, пола пат ви останува назад, станувате малодушни, не знаете што да правите, во остануваат, не знам, Карпош не ви е супорт, не ви е подршка, Скопје не ви е подршка, СДСМ не ви е подршка, Заев не ви е подршка и вие барате друга подршка. Каде ке Мицкоски, па тој тоа ве чека да ве со свилен гајтан да заврши со вас, како битен политички или медиумски фактор во Република Македонија. Ова беше нашата вонредна политичка анализа, мислам дека многу работи кажавме, многу работи ке треба по 2 по 3 пати да ја гледате ова анализа за да ви станат појасни. Мислам дека ова е една од стожерните анализи во последните 3 или 4 години кои сум ги направил за овие вонредни политички анализи. Ново дружење недела 22 часот интервју, ново дружење со политичка анализа вторник 22 часот и 30 минути. Наредната ќе биде или за тоа што планираат бугарите или зошто е пензиониран Сотир Лукровски. Се гледаме.